Почитувани, во текот на вчерашниот ден, студентите од Стив Наумов на овие ладни температури беа оставени без парно грејење. Системот за грејење откажа, откако пукнаа цевките, пошто вода се разлеваше низ ходниците на студентскиот дом, а студентите смрзнуваа цела ноќ. Студентските домови се руина, а студентите се оставени сами на себе да живеат во нехуманите услови. Не само што состојбата не се подобрува, туку условите никогаш не биле полоши. Мувлосана храна, ладна вода за капење, без струја, без грејење, ужасни санитарни јазли, расипани лифтови и тон ѓубре се слика од секојдневието во студентските домови. Владата покажа колку и се важни студентите и условите во кои што живеат, со ребалансот на буџетот, со кој скрати дури 100 милиони евра, предвидени за изградба и реконструкција на студентски домови. Студентскиот стандард и условите во кои што живеат студентите за власта беа уште една изборна измама. Да подсетиме дека владата во јуни годинава донесе одлука за итна реконструкција на Стив Наумов, па му требаше 4 месеци на директорот на Државниот студентски центар Дарио Николовски да изработи техничка документација за санација. Па 6 месеци подоцна повторно прашуваме: докаде се новите лифтови? Докаде е решението за новите тоалети? Докаде е репарацијата на кровот на Стив Наумов? Докаде е обезбедувањето на човечки услови во домовите? Почитувани, наместо студентски град и хумани услови за живот, имаме влада која што ќе изгради, ќе реновира, ќе санира и ќе обезбеди услови за подобар живот на студентите. Неспособноста на студентските челници оди дотаму што важно за нив е само нивниот кариеризам, а не обезбедување на човечки услови во студентски домови. Функционерите од власта, доколку еден ден поминат во студентскиот дом Стив Наумов, ќе сватат зошто над 70% од младите си заминуваат. Студентските домови не блескаат, туку тонат во мизерија. Блескаат само лагите за студентските градови кои власта велеше дека ќе ги гради во Скопје, Штип, Битола и Тетова. Со лагите што блескаат и мизерниот живот на македонскиот студент нема да се вратат младите. Напротив, тие заминуваат во се поголем број, затоа што власта не успеа да обезбеди човечки услови во студентските домови и подобрување на студентскиот стандард. Со промена на власта, студентите ќе го добијат заслужениот достоинствен стандард. Ви благодарам.